Pozdrav sите, mi predstavlja особено чест и задоволство да видам тука присутен. Меѓу познати и драги ликови, со кои што сум имал голема соработка во изминатиот период, каде не тебе за поздрав. Една од најубавите работи што ја правев во периодот дека бев заменик министер беше председавањето со координационата тelo за целиништо. Имав можност директно да учествувам во помагање, во поддржување на активностите на македонците во соседните држави пошироко и при тоа да запознам прекрасни луѓе и да придонесам заедно со многу од вас што се тука во ширењето на македонската култура пред се. Беа тоа некој времењен ентузијазам кој што трае за жал многу кратко, бидејќи потоа дојде одредена партизација, потоа сето тоа на некој чуден начин замре. Ја гледав декларацијата и во неа во една точка се повикува и актуелната влада да го зголеми својот ангажман околу грижата за македонското малцинство во соседните држави. Јас го предложил поконкретно да се ангажираат за ревитализација на интересорското координативно тело за целеништво и веднаш да се влезе во проектна активност. Тоа е сега особено важно, особено значајно, бидејќи, како ретко кога во изминатите 30 години македонците во регионот се изложени на притисоци и асимилација. Тоа пред некој ден многу сликовито го објасни и Васа Стириовски на една од националните телевизии. И сето тоа е во контекст на една активност која што мора постојано да се обнови. Бидејќи државата и владата се ставени во ситуации да реагираат дневно политички на одредени случувања што се врзуваат со актуелни настани или кажано тоа се вели гаснење пожари. И во сето тоа отсуствува една долгорочна стратегија како да се работи понатаму и што да се прави. Затоа предлагам во декларацијата да се потенцира тоа. На денешниот собир требаше да присуствува и заменикот министер за надворешни работи Зоран Димитровски. Во негово име се извинувам, бидејќи беше спречен да дојде. Меѓутоа, повеќе пати сме разговарали и постои голема подготвеност меѓу други членови на владата ова прашање да се реактуализира. Во прилика напосле тоа сакам да го кажам, уште еднаш да ве поздравам сите и да ви кажам, наистина ми е многу драго што сум тука со вас. Се надевам, како што кажа професорот Веле, дека ќе се гледаме во се поголем број и дека овие собери ќе имаат и поголема медиумска застапеност, бидејќи граѓаните на државата треба да знаат дека постојат сепак македонци кои што се загрозени, чии што основни човекови права се загрозени, денес во 2025 година, и дека се решени да се борат до крај. Ви благодарам на сите, бидете поздравени.